Тешко живеам, социјалната помош што ја примам не ми стигнува ни за лекови, ни за храна, а до плаќање сметки не доаѓа ред. Сама сум, нигде никого немам и принудена сум на ваков начин јавно да барам помош, затоа што не можам повеќе да издржам. Со овие зборови 59 годишната Богдана Илич ја кажува својата секојдневна мака. Оваа жена во Гостивар живее од 99-та година, кога од Косово побегнала од воените судири. Вели сиромаштијата и болестите се нејзината судбина. Покривот над глава не е сигурен затоа што животот го крпи во туѓа куќа, а пари да плаќа кирија нема. Потребно ми е да имам основни живот, за храна, за лекови, да плаќам струја и основни живот. Тоа е една социјална помош што узимам, тоа е една социјална помош не ми изаѓа ни за храна, а камо за неки други основни потреби. Барала сум на свите начини помош, никој неќе да ми помогне. Јас сум жена на своја возраст, 59 години, нигде не могу да се снадјам од нешто да живим, jer на години сам никој не ме зема нешто да би могла нешто да поработим, да можам да се снадим до живот. Јас сум стара и болна. Има долгови што мора да се платат, а немам од каде. Некои денови немам ни за леп да купам, а не пак посебна храна, која ми е потребна заради здравствените проблеми, вели Богдана. Мои органи барају посебна храна, зашто сам болна, имам проблем со желудник. Установили су да имам неки проблем во желудоц, неки бактерии, што треба посебна храна да јадим, а јас тоа немам. Немам чак за више дојде ден и да немам ни за леба, ако идем негде у неку продавницу да побарам, кој ме познае ќе ми дае, ако имам, ако немам ништо. Жената стравува дека поради на собраните неплатени сметки ќе остане и без струја. Таа не може да ја користи државната субвенција за електрична енергија за социјални случаи, затоа што сметката не е на нејзино име. Апелира до институциите и јавноста да ја помогнат. Са барам помош од ова држава да ми поможи нешто. Ако се може, ако се не може, ништо. Остаќу и овако Бог могу. Сама сам и многу е тешко. Со сте пари не може човек да изаѓе на крај само леп да купи, камо да купи лекови, да плати струја и све, немам од кога да барам помош. И принудена сум на овај начин овако. Богдана вели дека во Косово нема каде и кому да се врати оти немала семејство. Единствена надеж вели дека гледа во хуманоста на луѓето кои можат да ја помогнат во маката.